Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Со 5000 работници од Турција, Туристичко-гостителската комора сака да го спасува македонскиот туристички сектор поради недостатокот на кадар. Зголемен бројот на побици до Охридската брза помош. Од денеска може да се прими и четврта доза на вакцина против ковид. Заврши летната уметничка школа во Вевчани. По синоќешните инциденти, Министерството за внатрешни работи и вечерва очекува насилство на протестите против францускиот предлог. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно сончево со локална облачност, ветровито но топло со дневни температури кои ќе бележат блако упаѓање, а максимална 28 степени Целзиусови. Попладне сосем слаби услови за врнежиот дожд. Во текот на ноќта кон четврток времето претежно ведро и топло. Утре на најголем дел од Европа, односно во источна, југоисточна, југозападна, западна и над Скандинавија, времето претежно сончево со локална облачност и топло. Во централните и североисточните делови од стариот континент, над Балканскиот и на Апенинскиот полуостров умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици. На Балканскиот полуостров во четврток претежно сончево со локална облачност. Попладне и вечерните часови локално во северните, централните и источните делови локални врнежи од дожд и грмотевици. Максималните дневни температури на Балканот од 26 до 34 степени Целзиусови. Во Македонија утре времето претежно сончево. Ќе има локална облачност, ќе биде ветровито и посвежо. Минималните температури во опаѓање ќе бидат во интервал од 11 до 20, максималните од 26 до 35 степени. УВ индексот се уште со висока вредност 8. Во Охрид во четврток не очекува претежно сончево време со локална облачност и посвежо со доумерен североисточен ветер. Минималната 16, максималната дневна идентична како денес 28 степени. Во петок и сабота веќе ќе преовладува умерено облачно, нестабилно време, ќе има пообилни врнежи од дожд, ќе биде ветровито и посвежо со пад на температурите. Локално се очекува да наврнат од 10 до 20 литри на метар квадратен. Минималната температура од 14 степени, дневната 21, односно 18. Во недела времето претежно сончево во Охрид, ќе има локална облачност, ќе биде потопло. Минималната 15, дневната 22 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Со квалификувани келнери, рецепционери, собарки, готвачи и друг кадар од Турција да се спасува хотелско-угостителскиот сектор во Македонија поради недостигот на работници. Ова е планот на Туристичко-угостителската комора, која објави дека може да обезбеди 5000 работници од Турција кои веднаш можат да почнат да работат, доколку државата ги олесни процедурите за нивно вработување во земјава. Нашите келнери, собари и рецепционери масовно заминуваат, главно на Јадранското приморје во Хрватска и Словенија, за повисоки плати. 5000 работници од Турција за пополнување на недостигот од кадар во угостителскиот сектор во државава најавува Туристичко-угостителската комора при Сојузот на стопански комори. Кадарот може да се обезбеди во соработка со организациите од Турција, кажа на пресконференција председателот на ТУК Аркан Керим, објаснувајќи дека тие квалификувани работници веднаш ќе почнат да работат во домашните капацитети, доколку надлежните институции овозможат нивно вработување под условите кои важат и за македонските граѓани. Во комуникација со секторските здруженија и организации од Турција најдовме решение за надминување на сериозниот проблем со кој се соочува туристичко-угостителскиот сектор, недостигот на квалификувана работна сила како келнери, рецепционери, собарки, кувари. Имаме зелено светло веднаш да донесеме 5000 работници за кои нашите плати се прифатливи. Но за да може тоа да се операционализира, неопходно е да се поедностават процедурите за регулирање на вработувањето на овие лица, бидејќи во нашата држава постои прилично сложена процедура за заснување на работен однос со странски државјани, истакна председателот на ТУК Аркан Керим. Според проценките на Туристичко-угостителската комора, реалната бројка на работници кои не достигаат во хотелско-угостителскиот сектор во државава се движи околу 20.000 работници, а доколку не се најде решение, постои ризик за затворање на 50 до 60% од постоечките капацитети. Зголемен бројот на повици во Охридската брза помош. Во екот на летната сезона лекарите интервенираат при колабирања, зголемен крвен притисок, повреди на плажите и во сообраќајот, алкохолизирани млади лица и нарушено здравје на хронично болни пациенти. Од итната медицинска помош порачуваат граѓаните да се придржуваат на препораките за заштита од горештините, но и од промените на температурата и воздушниот притисок при кратките дестабилизации на времето. Зголемен бројот на повици во врска со влошено здравје на хронично болни, зголемен крвен притисок, главоболки, вртоглавици, регистрира итната медицинска помош во Охрид. Горештините, наглите промени на времето, притисокот и влажноста на воздухот ги погодуваат пред се повозрасните граѓани, но не се поштедени и помладите, вели доктор Љупка Николовска, раководител на брзата помош во Охрид. Се јавуваат пред се хронично болни поради влошена здравствена состојба, но има и помлади со сончаница поради предолго изложување на сонце, што доведува до дехидратација. И ова лето зголемен број на повици за алкохолизирани малолетници, како и повици за повреди на плажа и во сообраќајот, вели доктор Николовска. Граѓаните и туристите да бидат повнимателни и поодговорни, да не се изложуваат на директна сончева светлина долго време, особено во најтоплите периоди од денот, а при неопходен престој на отворен простор во овој период да се најде можност за почести одмори под сенка, внесување што повеќе течности, конзумирање лесна храна, внимателно миење и термичка обработка на храната поради можни труења, подсетува доктор Николовска. Брзата помош во летниот период има повеќекратно зголемен обем на работа и поради тоа што станува дежурна амбуланта за туристите, тие при било каков здравствен проблем се обраќаат до оваа служба. Исто така и граѓаните од натрешноста кои имаат станови во Охрид во кои престојуваат за време на летните месеци, докторите од брза помош им стануваат на некој начин матични лекари. Тоа значително ја отежнува и обременува оваа служба која првенствено треба да интервенира во итни и животно загрозувачки случаи. Доктор Николовска вели дека кадарот од брзата помош вложува максимални напори да излезе во пресрет на сите повици и навремено да интервенира, но апелира до граѓаните за здравствените состојби кои не бараат итна интервенција да се обраќаат првенствено кај своите матични лекари. Охридската брза помош се соочува и со горливите проблеми години наназад кои влијаат на брзината на интервенциите, попречен влез и излез на амбулантните возила кај Маларична и попречено движење низ градот од непрописно паркирани возила и сообраќаен метеж.
Националната комисија за имунизација донесе заклучок за почеток на вакцинација со 4-та доза на вакцина против COVID-19. 4-та доза може да примат лицата над 18 годишна возраст кои примиле 3 дози вакцина против COVID. Граѓаните од денеска може да се обратат до вакциналните пунктови за што не е потребно закажување, соопшти Министерството за здравство. Вакцинацијата со 4-та доза, како што посочуваат од Министерството, е предвидено да се спроведува со МРНА вакцината на Pfizer или на Moderna. Препорачаното растојание меѓу 3-та и 4-та, односно бустер дозата, е најмалку 4 месеци. Вакцинацијата со 4-та доза посебно се препорачува кај хронично болните, пациентите на дијализа, трансплантирани, онколошки пациенти, имунокомпромитирани и пациенти кои примаат имуносупресивна и имуномодулаторна терапија за која било индикација и кај лицата над 60 години. Од Министерството посочуваат дека вакцинацијата е најдобра превентивна мерка за заштита од потешка форма на вирусот COVID-19. Државата располага со доволни количини вакцини кои се безбедни и ефикасни и ги повикуваме граѓаните да се имунизираат во вакциналните пунктови со вакцина против COVID-19 со цел да се стекне дополнителен имунитет, велат од Министерството за здравство. Владата ќе продолжи да го финансира проектот на Плаошник. На последната седница владата, откако ја разгледа, ја усвои информацијата за реализација на проектот возобновување на Свети Климентовиот универзитет на Плаошник. Информацијата е подготвена од Министерството за култура, Управа за заштита на културно наследство. Беше дадена согласност и мислење за оправданоста и продолжување на проектот. Исто така беше задолжено Министерството за финансии да обезбеди средства во висина од 50 милиони денари во буџетот за 2023. Исто така да се издвојат и 22 милиони и 700 илјади денари во буџетот за 2024 година за реализација на проектот. А заврши летната школа за млади уметници во рамки на меѓународната ликовна колонија Вевчански видувања. 20 на деца од југозападниот регион во земјава изминатите 10 дена ги откриваат тајните на сликарската уметност. Со нивните дела ќе биде организирана изложба во мултимедијалниот центар Коста Србаковски во Вевчани. Заврши првата летна школа за млади, идни уметнички надежи на Вевчанската колонија. 20 на деца од југозападниот регион во земјава изминативе 10 дена ги откриваат тајните на сликарската уметност. Часовите по ликовна уметност се одржуваа во живописната природа на прекрасното Вевчани издигнато на Јабланица, во рамките на меѓународната ликовна колонија Вевчански видувања под раководство на професорката Лара Ташковска. Ташковска вели, открила многу млади таленти, кои лесно ги совладале техниките и основите на уметноста. Многу таленти има и многу сум изненадена дека видов деца кои што се многу посветени на ликовната уметност, многу сакаат да цртаат и да сликаат и својот израз го наоѓаат точно преку оваа уметност. Со децата работевме повеќе техники. Почнавме со молив, со сенчење, со цртање, понатаму продолживме со работа со сув пастел, водени бој и на крај завршивме со акрил. Децата задоволни, велат научиле многу и сакаат да бидат уметници. Многу ме се бендисува тука. Сакам да бидам еден ден сликарка. Јас најпоче сакам да цртам природи или планини. Или ливади. Научивме да сенчаме, да мешаме бој и да боиме. Сакам и да бидам сликар. Не знам, ние го нацртавме супер, мешавме бои, учевме и тука е се супер. Мене ми се допаѓа убаво, учителката кон нас беше многу убава, ја нацртав трева. Многу ми се допаѓа ова школа. Ние научивме многу овдека и се дружиме и заедно цртаме. Овие денови црта природа, цвече, каданка. Учевме да сенчаме. Прекрасно е тука. Ни се допаѓа учителката многу, зашто е многу добра према нас и учиме многу да цртаме убави работи. Со делата на младите уметници ќе биде организирана изложба во центарот на Вевчани. Дел од нив црта на хартија, дел на платна. Сите тие резултати од дечињата потоа ќе бидат изложени
Крајот на јули ќе биде отворањето на изложбата на детската ликовна школа. Ќе трае до 19 август и ќе биде поставена во просториите на мултимедијалниот центар Коста Срабаковски во центарот на Вевчани. Вевчани е неисцрпна инспирација за врвните светски сликари. 20 уметници од балканските и европските земји годинава по 11 пат творат на меѓународната уметничка колонија вевчански видувања. Природните убавини во тивката живописна природа се основниот мотив за врвните ликовни мајстори од различни генерации, култури и сликарски школи. Тие се инспирираат од вевчанските извори, традиционалните кујки, автентичните порти и прозори, вевчанските сокаци. Уметничките дела, родени на падините на Јабланица, ќе бидат сместени во каталог, ќе се организираат и изложби низ земјава и странство. На оваа реномирана културно-уметничка манифестација изминативе 11 години учествувале над 150 еминентни ликовни уметници од државата и од странство. Во Охрид, деца од диаспората ќе се дружат и запознаваат со македонската култура, традиција, јазик и историја. Агенцијата за иселеништво летово во Охрид организира спортски камп, летна школа и фолклорен фестивал со цел младите македоници родени во странство да ја запознаат земјата на нивното потекло. Во Охрид започна вториот поред спортски камп за децата од диаспората во организација на Агенцијата за иселеништво на Македонија. Учесниците во кампот имаат тренинг надпревар со децата од Карате клуб Охрид и заеднички уживаа во надпреварот и дружењето. Овој проект има за цел да ги поттикне младите генерации на здрав и спортски живот, а воедно преку дружба и едукативни содржини да ја запознаат одблиску земјата на нивното потекло. Од 25 до 31 јули ќе се реализира и летна школа по македонски јазик, наменета за децата на иселениците на возраст од 12 до 16 години. Овој проект на агенцијата има за цел на младите генерации на иселеници да им го доближи, а воедно и да учествува во едукацијата во изучување на македонскиот јазик. Покрај класична настава за јазикот ќе се одржуваат едукативни работилници, спортски активности, игри на вода, екскурзии и посети на интересни локалитети во Охрид. Од големо значење е и зачувување на македонската традиција, за таа цел Агенцијата за иселеништво во периодот од 20 до 24 јули во Охрид ќе го организира и иселеничкиот фолклорен фестивал, на кој учество ќе земат 4 културно-уметнички друштва од странство. Покрај настапите ќе се одржуваат и работилници со еминентни културно-уметнички работници за продуцирање на народна музика, кореографии и изработка на носии. Приведени 11 лица по синоќешните протести против францускиот предлог пред владата во Скопје. Меѓу приведените има и двајца малолетници. Во протестите се повредени 47 полициски службеници, од кои двајца згрижени на клиниката за неврологија со посериозни повреди. Истакна денеска на пресконференција министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Тој го осуди нападот на полициските службеници и на институциите и информира дека повредени демонстранти нема, а полицијата синоќ интервенирала само врз оние кои физички направиле напад и материјална штета. Министерот информира дека имаат оперативни сознанија за продолжување на протестите и вечерва, дури и со користење на молотови коктели. Исклучиво се изврши интервенција врз оние кои што напаѓа и ги повредија полициските службеници. Немаме ниту еден повреден граѓанин во протестите и приведени се само оние кои што направија физички напад и кои што направија материјална штета. Затоа постојат законски норми, закон за кривична постапка. Секој еден кој што удрил на полицаец и на витален објект во државата, најстрого ќе биде санкциониран. Така да за секој еден во државата постојат норми и тие норми на однесување мора да се почитуваат. Демократијата не подразбира анархија. Да, и за вечерва имам информации, дури една група од тие кои што сакаат да демонстрираат, подготвуваат и молотови коктели, кои што би биле наменети за зградите на виталните објекти, и затоа сакам уште еднаш да апелирам да се откажат од таквата идеја. Во вчерашната сообраќајка на патот Охрид-Ресен животот го загуби 60 годишен охриѓанец, информираат денеска од СВР Охрид.
Во полицијата вчера било пријавено дека во периодот од 9 до 13 часот и 50 минути на магистралниот пат Охрид-Ресен, помеѓу местото викано Прентов мост и местото викано Тунели, патничко моторно возило Volkswagen Touareg со охридски регистарски ознаки управувано од 60 годишниот ДС од Охрид излетало од коловозот. На местото на несреќата починал возачот, а смрт констатирал лекар на итната медицинска помош, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Увид на местото извршила увидна екипа на СВР Охрид, а по наредба на јавен обвинител, телото на починатиот било дадено на обдукција. Промовирана новата мобилна апликација Бебо, креирана од УНИЦЕФ, во соработка со Институтот за јавно здравје и Министерството за здравство, труд и социјала и образование, со една единствена цел – да биде постојана поддршка на родителите. Апликацијата обезбедува информации засновани на научни докази, но и корисни интерактивни алатки, кои помагаат да се негува и стимулира правилниот развој на детето. Новата мобилна апликација на УНИЦЕФ Бебо креирана е да биде постојана поддршка на родителите. Обезбедува информации засновани на докази и корисни интерактивни алатки кои помагаат да се негува и стимулира правилниот развој кај детето. Преку апликацијата, родителите лесно може да го следат календарот за вакцинација на детето и да постават потсетници за следните вакцинални термини, што е само еден од заедничките иницијативи меѓу Министерството за здравство, УНИЦЕФ и Светската здравствена организација, каже министерот за здравство Беким Сали. Работиме односно даваме поддршка на неколку заеднички иницијативи со УНИЦЕФ, како што е националната кампања за рутинска имунизација преку праќање на унифицирани SMS пораки до родителите кои ја пропуштиле вакцината, како и национален план за catch-up, не е catch-up, него е catch-up имунизација кој моментално во изработка. Министерот потенцира дека здравството кај нас веќе се насочува кон користење на сите овие напредни технологии и алатки кои го олеснуваат животот на родителите, а се во интерес на здравјето и правилниот развој на децата. Преку Бебо апликацијата родителите ќе може да ги бележат сите посети и кај лекар на децата, но и да си поставуваат потсетници за следните термини и да го следат развојот на своите деца. Во Бебо апликацијата родителите ќе најдат и одлични идеи како да го анимираат своето дете преку игри кои ќе го стимулираат неговиот правилен раст и развој. Родителот игра важна улога и во самиот образовен процес на децата, каже министерот за образование Јетон Шакери. Денешната апликација ние како министерство го разгледуваме и можноста заедно, ова е образложено и со УНИЦЕФ, ќе видиме начинот да развиваме 3 мобилни апликации како што е електронскиот дневник. Значи електронски дневник за наставникот и за училиштето, електронски дневник за родителот и електронски дневник за ученикот. Од подобрите искуства, значи тие електронски дневник апликации ќе имаме навремено известување за делот на реализација на наставата, за делот на оценување на ученикот, за делот на влегување во училиште, за делот на излегување од училиште. Апликацијата исто така содржи голем број игри кои го поддржуваат развојот на моторичките, социоемоционалните, јазичните, комуникацијските и когнитивните вештини кај децата. Следуваат вестите од светот. Десетици милиони луѓе во Кина се во локдаун, бидејќи компаниите во главниот туристички град се принудени да ги затворат своите врати, а најновите жаришта предизвикаа страф од враќање на сеопфатните ограничувања. Здравствените власти пријавија повеќе од 300 случаи, жариштата се идентификувани во историскиот туристички северен град Ксиан, дом на армијата на Теракота и најголемиот град во Кина, Шангај. Новите случаи ги продлабочија стравувањата дека Кина може да се врати на строгите ограничувања забележани претходно годинава, кога строгата нула толеранција на Пекинг за ковид држеше десетици милиони луѓе затворени со недели. Во Шангај некои жители објавија на социјалните мрежи дека добиваат владина достава на храна, враќање на повеќе месечниот локдаун од пролет. Јавните места за забава како пабовите, интернет кафињата и караоке баровите ќе бидат затворени од полноќ, соопштија градските власти. Државните медиуми покажаа снимки од граѓаните на Сиџан кои чекаат ред за тестови.
Првата група украински војници пристигна на обука во Велика Британија, соопшти министерот за одбрана Бен Валас. Одлуката е дел од британската програма која има цел да обучи 10.000 нови украински регрути со пакет војна помош од 2,3 милиарди фунти. Овие украински војници ќе посетуваат курсеви засновани на основната војна обука на Британија, што вклучува обука со жив оган, прва помош на бојно поле, теренска обука, тактика за патрола и запознавање со законите на вооружен конфликт, се вели во соопштението на британското министерство. За време на посетата на Киев минатиот месец, британскиот премиер Борис Џонсон понуди да започне голема операција со потенцијал за обука од 10.000 украински војници на секои 120 дена. Хрватското министерство за образование и наука отвори инспекциска постапка во училиште во кој учи синот на хрватскиот претседател Зоран Милановиќ, откако неговата сопруга, како што тврди Јутрни лист, извршила притисок врз директорот на училиштето да му ги смени веќе заклучените оценки на синот, и тоа од четвртки во петки. Милановиќ денеска изјави дека не знаел за писмото на сопругата до училиштето и дека тој немало да го напише. Не знаев, и јас не би бранил нешто само затоа што жена ми го направила. Тој додаде дека со тоа писмо неговата сопруга оставила бразда длабока 3 метри. Но мама е мама. Сега мама остави пишан белек, изјави Милановиќ. Хрватскиот претседател смета и дека цел на текстот во весникот не била неговата сопруга, туку лично тој. Во собранието на Црна Гора вчера беше избегната тепачка по жестока расправа меѓу пратениците, информираат тамошните медиуми. Пратеникот Марко Милачиќ го обвини министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и вице-премиерот Владимир Јоковиќ дека зел кредити и купил диплома на бензинска пумпа во Затон. На ова реагираше пратеникот на СНП Драган Ивановиќ, кој изјави дека се работи за измислици, меѓутоа по тоа дошло до расправија и закани, а за малку и до физичка пресмета. За да се избегне влошување на ситуацијата, била дадена пауза, јавуваат црногорските медиуми. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата и пријатно.